Платите во Македонија мора да растат за луѓето да имаат за живеачка, порача министерот за финансии Тевдовски на синоќешната средба со делчевските стопанственици. Тој истакна дека владата за поддршка на стопанството за оваа мерка има предвидено месечен износ од 90 милиони денари. Решението кое што е предложено, значи го подобрува мерењето на учинокот. Значи од една страна нормата треба да ја остваруваат најмалку 80% од работниците. Тоа значи дека од една страна треба да биде остварлива, не сме работодавачот да ја стави превисоко. Од друга страна, тоа што постои таква, значи дека некој треба да го исполни тоа и да зема поголема плата, но клучно е платите дека во Македонија треба да се бориме да се движат нагоре, да растат. Тевдовски истакна дека последниве месеци повратот на ДДВ е интензивиран и нема фаворизирани фирми во трезорот. Главно нешто што беше правено во овие неколку месеци е да се ослободи деловната бизнис клима, значи да нема оние политички стеги и притисоци. Многу е важно бизнисите слободно да работат, да не се под страв. Второ, многу е важно дека во целиот овој период од неколку месеци повратот на ДДВ сериозно се забрза, неселективно се исплаќа, нема фирма што е фаворизирана во трезорот. Министерот за финансии Драган Тевдовски ги слушна проблемите на делчевските стопанственици. Тоа е мислим проблем, не знам како тоа ќе се решава, jer они дотираат до минимална, а ние сме добрите работници, ја има да речеме минималната плата. Сега, ако овие послабите што не може да постизаат норми, ако тие имаат минималната, значи имаме изjednačување. Данокот на додадената вредност 18% и поднесовме барање до владата на Република Македонија да данокот биде симнат на 5% како што е исто така и услугата за да биде под 5%. Затоа што весточарот како крајен потрошач не може да си ги доповрати данокот, а ние како даватели на услугата, односно здравствените услуги во ветеринарството, сме соочени и со голем пораст на сивата економија. Средбата со стопанствениците беше во организација на делчевските социјалдемократи.